Добар ден, почитувани, стартува уште една епизода на здравствениот магазин Телма Амбуланта. Во тек е вакцинацијата против сезонскиот грип, за која се наведува дека е најсоодветниот вид на индивидуална и колективна заштита против оваа вирусна респираторна инфекција. Колку време е неопходно да се стекне имунитетот по примената вакцина? Колкава е незината ефикасност? Зошто има потреба за вакцинација секоја година и кому се препорачува вакцината против сезонски грип? На оваа тема денеска разговараме со професор доктор Катарина Ставрич. Разговорот ќе го проследите по рекламите, а ќе можете да поставите и вие ваше прашање во денешната емисија. Останете на Телма. Во денешната Телма Амбуланта зборуваме за вакцинацијата против сезонски грип. Гостинка во студиото ни е професор доктор Катарина Ставрич. Професорке, добре ни дојдовте и добар ден. Добро ве најдов и благодарам на поканата да еве денеска збориме за вакцинацијата за грип. Грипот, односно инфлуенцата, може да биде сериозна болест, да доведе до низа компликации. Па што ја предизвикува всушност оваа инфекција? Станува збор за вирусна или пак за бактериска позадина? Зборуваме за вирусна инфекција. Она што сите на добро ни е познато дека тоа е инфекција која настанува во текот на зимските месеци. Негде сезоната почнува ноември-декември, меѓутоа трае до април. Во Македонија претходните години обично почнуваат првите случаеви негде во декември, тука околу Нова година или после Нова година, меѓутоа пикот на најмногу кога имаме заболено со грип, тоа се случува негде во февруари-март. Така да, затоа и сезоната на вакцинација против грип почнува од негде втората половина на октомври, кога пристигнуваат вакцините. Милиони луѓе во светот секоја година заболуваат од грип, но секој човек различно реагира на инфекцијата со овој вирус. Од што зависи дали симптомите ќе бидат благи или пак изразени, дали ќе има компликации или пак едноставно ќе помине лесно? Па негде се проценува дека околу 20% од популацијата годишно заболува од грипот, затоа што збориме за вирус кој што е доста заразен. Така да знаеме често пати и ние, кога ќе почне сезоната на грип, дека буквално по школите, по гимназиите, по работните организации, доволно е еден да се разболи и после да се преполови оделението, бројот на заболени, затоа што многу лесно и брзо да кивне. Да. Заразноста на вирусот е всушност еден ден пред да се појават симптомите. Тоа е многу важно, дека можеби ние немаме никакви симптоми, меѓутоа сме во фаза на инкубација и во тек на првата недела дека ги имаме симптомите. Затоа и препораките се заболените да чим осетат симптоми на грип да престојуваат дома, да се изолираат за да не се пренесува вирусот на околината, посебно во колективи кај што се работи. Респираторно заболување многу лесно се шири преку капки, преку искашување, преку, значи, да речам на еден директен начин, меѓутоа исто така и може вирусот да преживее и на предмети. Тоа значи ако ние се накашламе или кимнеме во нашата дланка и со таа дланка фатиме квака или лифт или било што, може вирусот да остане и на тие површини одреден период и да на тој начин се пренесе. Меѓутоа воглавном е респираторно заболување кое се пренесува преку кашлање, кивање. Какви ќе бидат симптомите? Па зависи од повеќе фактори. Прво зависи од самиот вирус, кој вирус ќе ни доминира, каква е неговата вирулентност. Меѓутоа исто така зависи и од карактеристиките на самиот организам. И затоа ние имаме некои ризични групи кои што имаат предност сега и во вакцинацијата, затоа што се они почувствителни кон вирусот. Тоа се сите епидемиолошки студии покажуваат, тоа се децата до 5 години и старите лица над 65 години. Тоа се две воглавном ризични групи и знаеме дека најмногу они се разболуваат со симптоми. И најчесто и они се хоспитализираат во болница. Меѓутоа покрај возраста, да речам, тука се хронично болните пациенти
независно било која возраст, било кои хронични заболувања, затоа што самата хронична болест го прави пациентот почувствителен кон разболување. Бремените жени, самата бременост на некој начин ги прави почувствителни кон вирусот и затоа и они се вклучени во оваа ризична група на пациенти за кои што е обезбедена бесплатна вакцина. И здравствените работници. Несомнено е дека ние постојано доаѓаме во контакт со пациенти, може да се во инкубација, може да се заболени, мора да им се обезбеди здравствена грижа, така да они не само што се изложени да речам еве да се заболат, меѓутоа исто така имаат важна улога и во пренесувањето, во трансмисијата на вирусот на своите пациенти со кои што работат. Затоа се и они, да речам, во таа ризична група на лица кои што им следува бесплатна вакцина. Професорке, има луѓе кои што велат дека многу лесно го поминуваат грипот или пак дека никогаш не заболеле од грип и поради тоа не се вакцинираат. Дали тоа е гаранција дека нема да заболат и во новата сезона од грип? Или пак дека лесно ќе поминат? Може ли некој да има природен имунитет кој што едноставно штети од грип? Природен имунитет специјално за грип нема. Значи, имунолошкиот организам, да, млади, здрави лица, нивниот имунолошки систем е здрав и може да се справи. Може да развијат симптоми на грип, сигурно, меѓутоа во многу лесна форма. Оно што реков, важно е и видот на вирусот. Секоја сезона на грип всушност е различна. Да. Сега зошто е тоа така? Толку брзо мутира овој вирус? Да. Секоја сезона е различен вирус. Толку брзо мутира и затоа и ние уствари секоја година треба да се вакцинираме. Затоа што вакцините кои што се подготвуваат се на база на тие соеви кои што циркулираат во светот. Има посебен институт кој што ги следи тие вируси, кои се тие соеви кои што циркулираат и врз основа на тоа даваат препорака кои соеви треба да ги содржи вакцината. Значи, секоја година е различна вакцината. Така, значи, научниците прават некаква проценка кои вируси би требало да циркулираат во новата сезона врз основа на вирусите од предходната. Кои циркулираат, врз основа на тоа што циркулира, се прави новата вакцина. Така да тоа е начинот и ние да речеме не можеме вакцините за грип од лани да ги користиме оваа година, затоа што се различни соеви. Не би биле ефикасни? Не би биле ефикасни. И сега како тоа оди од јужна хемисфера? Да, во соевите всушност се наоѓаат во вакцините што се даваат во северна хемисфера и обратно? Меѓутоа генерално тоа е вирусот кој што циркулира во светот. Во јужна хемисфера во сезоната во првите 6 месеци кога таму циркулира грипот, врз основа на тие соеви се препорачува да производителите ги стават тие соеви на грип, на вирусот на грип. Така да овие вакцини кои што сега се предпоставки. Очекуваме дека тие соеви и оваа зима кај нас ќе бидат присутни. Така. Сега, вакцината што во моментов се прима против грип, колку валентна е, колку од соевите на грип што циркулираат периодов се наоѓаат во неа? Сега се користи 4-валентна вакцина, што значи 4 соја, 2 од типот А, тоа се најчесто, оние добро познати H1N1 и H3N2, кои што се и највирулентни, кои што даваат тешка клиничка слика. Меѓутоа и 2 соја од типот Б. Генерално, секоја година тие се соевите кои што тие се типовите на вируси на грип кои што циркулираат, секако одредени мутации, значи она што рековме различни подсоеви, различни мутации се оваа година во однос на минатата година. Така да со вакцината кога збориме за ефикасноста на вакцината,
различни студии покажуваат различна ефикасност. Негде во просек се движи помеѓу 30, 50, 60%, секоја година е различна ефикасноста. Во зависност од тоа дали соевите се што се во погодени. вакцината се погодени или не. Дали се погодени. Значи од сезона во сезона варира ефикасноста. Варира ефикасноста и од земја во земја варира. Секако кога се студиите кои што ја проценуваат ефикасноста на вакцината, е многу важно да знаеме и колкава обем на пациенти се вклучени во тие студии. Кога се мали групи, мали бројки на пациенти, тогаш и процентот може да е понизок, меѓутоа не мора да е релевантен на вистинската ефикасност на вакцината. Она што треба да го знаеме, дека вакцината за грип не штити 100% од разболување. Значи, и лица кои што се вакцинирани може да се разболат. Меѓутоа, клиничката слика е многу полесна и она што особено е важно, го намалува ризикот од потреба за хоспитализација и компликации. Така да, тука ја гледаме ние ефикасноста на вакцините. А кога збориме за овие ризични групи што ги кажав, е многу важно за хронично болни, за деца, за бремени жени, за стари лица, да имаме да се ефикасни вакцините во поглед на хоспитализацијата и компликациите. Кога зборуваме за ефикасноста покрај тоа што варира од сезона во сезона оваа вакцина, дали исто така ефикасноста е различна во однос на различните возрастни групи? Да речеме, дали е подеднаква оваа вакцина ефикасна кај возрастните лица кои што спаѓаат во ризична категорија и кај малите деца кои што примаат вакцината? Генерално е иста ефикасноста. Значи, правени се студии во она што реков, во различни години ефикасноста е различна. Американците прават многу такви истражувања и они покажуваат дека во детската возраст, посебно под 5 годишна возраст, негде за 50% се намалува ризикот од посета на ургентни центри поради влошување на општата состојба на детето кое е заболено од грип и за 40% се намалува хоспитализацијата, што реално е добро. Значи, тоа е секое второ дете нема да биде хоспитализирано кое ќе биде заболено. За старите лица е многу поголема ефикасноста затоа што она што рековме, тие се почувствителни кон вирусот и вирусот во старата возраст, прво старите лица над 65 години доста често пати имаат и други хронични, повеќе хронични болести и самата возраст и самиот имунолошки систем на некој начин опаѓа, така да тука ефикасноста е многу повисока, да речеме, во старата популација и затоа Светска здравствена организација препорачува 75% од старата популација над 65 години да биде вакцинирана со грип, да биде офатена со вакцината за грип. Да. И ги вклучиме гледачите од овој момент да се јават, ќе можат во програма. Ќе биде испишан телефонскиот број на екранот и ќе можат да постават прашање поврзано со темата на која што говориме, а тоа е сезонската вакцинација против грип. Разговараме со професор доктор Катерина Ставрич, таа ќе ги даде одговорите на сите ваши дилеми, прашања поврзани со оваа вакцина. Професор, ќе продолжуваме понатаму. Во колку дози треба да се прими оваа вакцина? Препораките се да се прими една доза. Со тоа што до 9 години, значи кај децата, доколку прв пат се вакцинираат, препораките се да примат 2 дози на растојание од 4 недели. Веќе следната година, значи ако детето е претходно вакцинирано со 2 дози, понатаму се вакцинира со 1 доза. За возрастните над 9 години се дава 1 доза на вакцина. Мора да кажеме дека не значи дека во моментот кога ќе се прими вакцината веќе сме заштитени од грипот. Колку време треба да помине за да се формираат антитела? Да. Минимум 3 недели треба организмот, значи, да создаде една заштита, да создаде антитела и да речеме дека навистина организмот е заштитен од разболување со грип. Добро е што, да речеме, еве сега вакцините стигнаа втора половина на октомври, се почна интензивно да се вакцинираат. Податоците од Министерство за здравство говорат дека 71.000 лица, граѓани, веќе се пријавиле преку... Значи интересот е голем. Интересот е голем.
а 50.500 се веќе вакцинирани. Така да се уште сме во период кога немаме грип. Може да има некои спорадични случаеви, меѓутоа не е она да се изложени граѓаните на ризик дека ќе дојдат во контакт со заболени и ќе заболат. Така да 3 недели им треба да развијат имунитет. И поток тој имунитет колку време трае? Тој трае негде година дена трае, меѓутоа она што викаме постепено опаѓа, но никогаш не е касно да се вакцинираат граѓаните. Значи вакцинацијата трае до април. Она што реков. Дури во сезоната на грипот може да се аплицира? И во сезоната на грипот може да се, затоа што не знаете кога ќе се разболите. Кај нас грипот почнува после Нова година. Пикот е во февруари. Значи и во јануари, ако некој реши да се вакцинира, е во ред затоа што може да се заштити, може и во март он да дојде во контакт со вирусот и да се разболе. Така да сезоната на вакцинација трае до април. Ќе ги вклучиме гледачите, ќе им дадеме предност да го слушаме прашањето од првиот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. Прашање. Дали може вакцината, после приемот на вакцината, да се прима... Ве слушаме, само немојте да го следите разговорот преку телевизија. Значи, имате дилема дали по примена вакцина може да се прими... Таблети против алергија. Лекови. Така. Добра. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Значи, дали може по примена вакцина да се примат лекови? Ве конкретно лекови против алергија кои што во принцип го намалуваат имунолошкиот одговор на Не, значи пациентите кои што независно што ако примаат хронична терапија, ако примаат терапија за алергија, во смисол на алергиски ринит, астма или за било што, нема потреба да ја прекинуваат таа хронична терапија за да примаат вакцина на грип. Лековите за алергија не делуваат на имунолошкиот одговор на вакцината. Значи, други механизми се како вакцината поттикнува создавање на антитела во организмот. Така да не треба да ја прекине терапијата, не само таа терапија за алергија, него и било која друга хронична терапија. Она што е препораката кај пациенти кои што примаат имуносупримирачка терапија. Тука треба добра консултација со, да речам, со субспецијалистот кој што ги води овие пациенти. Тие спаѓаат во ризична група на пациенти кои што обавезно треба да се вакцинираат за грип, меѓутоа треба да им се напомне, да се каже дека имунолошкиот одговор кај нив, во зависност од која терапија ја примаат, може да биде помал во однос на оној имунолошки одговор што еден здрав организам кој што не прима имуносупримирачка терапија ја создава. Така да во секој случај ќе има бенефит и тој пациент ќе биде заштитен. Меѓутоа се и понатаму оние општи препораки на заштита во услови на сезона на грип треба да се спроведуваат, нели? Миење раце, проветрување на простори, избегнување на јавни настани и простори кај што има голема концентрација на народ, евентуално доколку треба да се во здравствени установи да се иде, да се носи маска, значи сите тие превентивни мерки треба да се спроведуваат. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Ве слушаме, да, ве слушнав дека не поздравивте. Добар ден уште еднаш од мене до вас. Ве молам. Јас се вакцинирам секоја година. Така. Меѓутоа годинава каснија со почетокот на онаквото и јас маскина. Меѓутоа примав терапија за таа работа да ја поминам и сега не знам дали треба да се вакцинирам или не треба да се вакцинирам. Дали имате, професорке, подпрашање? Каква терапија сте примале овој период? Земав антибиотици, бидејќи имаше наод дека и наплуќа ќе ми слези на стинката.
и антибиотици земат. Така, и сега А вас ви пред тоа дилемата нема дали оние. по антибиотската терапија, откако веќе сте биле болен, можете да примите вакцина против грип, така? Ако добро ве разбрав. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Благодарам за прашањето. Важно е да се каже дека лицето кога иде да прими вакцина за грип, пожелно е да биде здраво, значи да не биде во состојба на акутна инфекција. По санирање на акутната инфекција, значи еве кај нашиот гледач, по завршување на антибиотската терапија, доколку он е здрав, може да се пријави, не е касно, она што рековме, да се пријави и да ја прими вакцината за грип. Посебно пациенти кои што се склони кон чести разболувања, кои што имаат таква некоја историја, пожелно е да се вакцинираат за грип, затоа што се склони кон не само кон разболување со вирусот, меѓутоа и кон можни компликации. Потребно ли е пред да се примива вакцина да се направи крвна слика со ЦРП, како што родителите прават крвни слики за нивните деца пред да ги однесат на вакцинација? Не, нема потреба никакви испитувања, никакви лаборатории. Она што реков, треба во моментот да биде релативно здрав пациентот. Доколку се пациенти кои што имаат хронични заболувања, доколку се стабилни тие хронични заболувања, може да се вакцинираат. Доколку имаат некој влошување на самата хронична болест, тука треба повторно со субспецијалистот да се направи консултација кој вид на влошување и препорака кога да се прими вакцината. Меѓутоа, во секој случај треба да се вакцинираат. Не е проблем ако се одложи недела дена, 2 недели вакцинацијата. Ќе вклучим уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме и го очекуваме вашето прашање. Вчера Само ќе ве замолам разговорот да го следите преку слушалката, намалете го тонот на телевизорот. Тоа е единствениот начин за успешно да комуницираме. Вчера ми беше правена интервенција на бешика Така? со општа анестезија. За денес да имам закажано термин за вакцина. Аха. Дали смеам да примам вакцина денес, зашто ми дадоа и да пијам цитерал таблети. Аха. Така, дали во една ваква состојба може веднаш да примите вакцина или треба да почекате, да одложите? Ви благодарам за прашањето, професорке, што би советувале? Значи, анестезијата како анестезија не е контраиндикација за примање на вакцината. Може да одложите за некој ден, а примањето превентивно на антибиотик, веројатно заради интервенцијата е превентивно даден антибиотикот, исто така не е причина да не влијае врз примањето на вакцина и врз имунолошкиот одговор на вакцината. Доколку имате за денес, мој совет е, не е проблем, не морате денеска да одите, меѓутоа можеби утре, задутре или понеделник да се јавите во вакциналниот пункт и ќе бидете вакцинирани. Може да се одложи доколку некој има потреба за такво нешто, да се јави подоцна, нема да биде тоа проблем? Не е проблем, значи важно е да бидат граѓаните пријавени преку апликацијата и да имаат во мој термин да се заведени. Све се случува, значи може да се разболи и било што е вакви излагаат некои интервенции, така да не е проблем ако не се јави на терминот кој што го имаат добиено, може после тоа да се јават во истиот тој пункт каде што им е закажано и ќе бидат вакцинирани. Нема гужви во пунктовите, затоа што сите граѓани што се пријавуваат на некој начин добиваат термин, така да може би 5-10 минути максимум ако се почека додека се спроведе имунизацијата и нема ризик од чекање многу, од гужви и од ризик, еве да речеме, од разболување. Уште еден гледач ќе постави прашање во денешната емисија. Добар ден и за него. Добар ден. Добар ден. Сакам да ве прашам, ќерка ми од понеделник целата беше затната, со затнат нос, отидовме кај доктор Мери и кажа дека тоа е од алергија. Кај неја не е докажана некоја алергија, многу малку е на мачки, на нешто алергична.
И сакав, она има 20 години, само многу тешко поминува вака период кога доаѓа, не знам кои алергени ги сте сега, не е докажано кај неа. Дали би требало да ја прими вакцината според вас? Како мислите? Така, каков е советот во вашиот случај кога вашата ќерка има алергии, дали може да се прими вакцината? Професор, исто така ова е една дилема кај оние кои што се соочуваат со вакви проблеми здравствени. Прво, една работа е во поглед на алергиите. Значи, тоа е нешто што треба понатаму да се продолжат испитувањата, да се продлабочат, за да се види во зависност од симптомите, да може да се стави на соодветна терапија, за да ги нема тие симптоми на алергија. Лица кои што се со алергија, со алергиска конституција, да речеме, кои што имаат симптоми алергиски, се почувствителни кон вирусни инфекции и се посклони кон разболување. Така да во тој поглед секако дека примањето на вакцина на некој начин ќе ја заштити од можеби тешко разболување на грип, од компликации. Во секој случај заслужува да биде вакцинирана, но повторно би рекла важно е да се доиследат, да се направат дополнителни исследувања за да се постави точна дијагноза за кој вид на за што се работи, за кој вид на алергија и да се даде соодветна терапија. Професор, ке треба ли прво да се смират симптомите, па потоа да се прими вакцината? Симптомите нема да се смират, тоа се алергиски симптоми. Збориме за акутна инфекција, ако има акутна настинка со температура, кашлање, течење нос, болка во грло, значи оние симптоми на настинка акутна, да, може да се почека недела дена и да се вакцинира. Меѓутоа, ако зборуваме за алергија, симптомите на алергија ќе перзистираат цела зима. Уште еден гледач има. Добар ден. Ало? Во програма сте? Повелете, јас сум во програма? Да, одлично ве слушаме, вие сте во програма. голем. Ви благодарам, Сакам поздрав и едно до вас. прашање овај до докторката. Така? Значи, примам декортин и имуприн. Некоја автоимуна болест ми се најде. Па сакам да прашам дали смеам да примам вакцина, пошто ова имупринот е фактички за намалување на имунитетот, а ја вакцината би ја примила за зголемување на имунитет. Така. Тоа би сакала еден одговор, пошто мојата докторка, што ме води моментално, не е тука. Така, ова е исто така едно добро прашање. Која доза на декортин ја примате дневно? Декортин примам од 20 милиграми преку еден ден. Преку еден ден, да. Добро. Ви уште некој подпрашање да немате, тоа се по шема. Некоја автоимуна болест ми се најде, не знам што и како, меѓутоа јас имам голем проблеми со плуча и пневмонија, добивам и тоа, па дали смеам да се вакцинирам со ваква терапија или не? Така, ви благодарам за вклучувањето во програма и за поставеното прашање. Повелете, професорки. Значи, она што рековме, слушателката спаѓа во онаа група на пациенти кои што прима имуносупримирачка терапија. Меѓутоа, оваа доза на декортин што ја прима не е многу висока доза. Може да делува на послаб имунолошки одговор на вакцината, меѓутоа, во секој случај, и она што го кажа, прво, и нејзината склоност кон чести респираторни заболувања ќе има бенефит од примањето на вакцината. Остануваат оние мерки за предострожност, за заштита, за превентивна заштита, да се пазите, да избегнувате големи посети на јавни места каде што има многу народ, затворени простории, носете маска, држате хигиена, проветрувајте. Вакцината не може да ја влоши вашата болест. Значи, кога збориме за вакцината, тоа е инактивирана, тоа се делови од вирусот, од инактивиран вирус. Значи, вакцината не може да предизвика болест и не може да дојде до влошување на, еве да речеме, на овие состојби кај пациенти кои што примат на автоимуните заболувања. Напротив, организмот нејзин ќе создаде имунолошки одговор за заштита од грипот, може би послаб, но сепак ќе создаде имунолошки одговор и ќе ја заштити. Може да се разболе од грип, меѓутоа, да речам, ќе се превенираат компликациите, потребата од хоспитализација.
Споменавте дека вакцината е инактивна, што значи Тоа се делови од инактивиран вирус. Инактивиран вирус. Значи, од вакцината не може да се добие грип. Не може. А таа дилема да се расчисти. Не. Порано да. Значи, знаат пациентите да речат ја се вакцинирав, па се разболев од грип. Ако дошол пациентот во контакт со некој заболен со грип, она што рековме, треба минимум 3 недели за да создаде имунитет и да биде заштитен. Во тие 3 недели, ако дојде во контакт со некој заболен од грип, може пациентот да развие симптоми на грип, меѓутоа не е тоа од вакцината, туку е од контактот или било која друга вироза. Затоа е подобро да се прими ова вакцина пред почетокот на сезоната на грипот, како што се овие месеци, нели, за да има време да се развие. Она што рековме, кај нас грипот ќе почнеме да го гледаме негде декември, втора половина на декември. Така да добро е, еве го сега сме почеток на ноември, значи негде до втора половина на ноември тие што се вакцинирале, 50.000 граѓани се извакцинирале, значи они веќе до средината на ноември ќе имаат задоволителен имунитет и ќе бидат заштитени од разболување од вирусот од грип. Има ли некои лица кои што не смеат да примаат оваа вакцина со оглед на тоа што вирусните соеви се одгледуваат во оплодени јајца од кокошка? Па ако некој е алергичен на јајца, сме ли да ја прими вакцината? Да, на пилешки ембрион се одгледуваат, меѓутоа сите препораки стојат дека и лица кои што имаат алергија на јајце може безбедно да ја примаат оваа вакцина, затоа што количината на овие алергени е толку минимална од јајце, што не можат да предизвикаат алергиска реакција кај пациентот кој што е веќе алергичен на јајце. Реално ова е безбедна вакцина, значи повеќе од 60 години се користи и единствена, да речам, контраиндикација е доколку пациентот имал, доколку граѓанинот имал, да речеме, алергиска реакција на претходна вакцинација или знае дека е алергичен на некоја од другите состојки кои што ја има на компонентите од вакцината. Така да тоа исклучително ретко се случува и годишно голем број на вакцини се даваат на светско ниво и на вистина од тој тип на безбедност на вакцината е безбедна. Несакани реакции самата вакцина може да даде. Најчесто она што се жалат лицата кои што примиле вакцина, тоа е, да речеме, болка на местото на апликација на вакцината, може би црвенило, може би оток. Мал дел од граѓаните може да осетат некоја треска, некој замор, дури некои лесни симптоми као, да речеме, на лесен грип. Меѓутоа, тоа обично се јавува првиот ден после примање на вакцината и обично спонтано поминуваат за 2 до 3 дена. Нема потреба од некоја дополнителна терапија. Ке ги вклучиме гледачите повторно со прашања. Добар ден. Добар ден за уште еден гледач во денешната Телма амбуланта. Ало? Ве слушаме одлично. Повелете. Јас сум на линија. Да, вие сте во програма. Видете, јас примив вакцина и многу сум задоволна. Преку 15 години скоро ја примам вакцината. Меѓутоа, сакав да ви поставам едно прашање, малце е вон ова. Пред еден ден, пред 2 дена, докторка една која што беше за здравјето на жената, за за интимното здравје, за вагиналните проблеми, всушност за атрофија на вагината и за неволно испуштање урина, за тоа прашувате, така? Тоа, да. Така, ќе се јавите веднаш по завршувањето на емисијата и ќе ви дадеме податоци. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Ќерката ми испати порака за вакцина, не сум добила, има 3 недели како и више испратена вакцината пораката, а не сум добила термин, немате повратен одговор. Дали ќе добием или не, дали може да иде да се пријавам јас сама и дали можам да примам. Дали можам да примам. Така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што во ваков случај, професорке? Апликациите ги пополнуваат самите граѓани и се остава телефон.
на тој телефон што е оставен, обично веднаш мој термин испреќа SMS порака, каде што точно пишува во кои пункти, каде да, во колку сатот да се прими вакцината. Меѓутоа, доколку сакате да ја примите вакцината, мислам дека никој нема да ве одбие. Отидете во најблискиот пункт кој што, ако сте од Скопје, значи има во Букурешт се вакцинира, во Идадија се врши вакцинација за грип, во Центарот за јавно здравје и во мислам дека во Чаир се вакцинираат, така да може да се јавите секако дека нема да бидете вратени, ќе бидете вакцинирани. Инаку принципот е тој, се пополнува прашалник на апликација. Тоа е многу едноставен прашалник каде што се оставаат. За пододрастите можеби е комплицирано. Да, меѓутоа може некој од домашните да ги пријави. Она што исто така да речам и матичните лекари, доколку се обратат, може и матичниот лекар да им помогне да ги пријави. Така да мислам дека секој ќе излезе во пресред тема, тоа се неколку податоци што се внесуваат во таа апликација и се остава број на телефон на која што ќе се добие повратно информација за терминот за вакцинација. Сега вакцината ќе биде бесплатна за лицата кои што се над 65 години, така? Вакцината е бесплатна за овие сите ризични групи што ги рековме. Значи деца до 5 години, од 6 месеци до 5 години, значи до 6 месеци не се дава. За стари лица над 65 години, за хронично болни пациенти независно од возраста, значи тука се и деца, и адолесценти, и возрастни, за здравствени работници и за бремени жени. Значи во самата апликација на некој начин се избира за која ризична група се работи и нив им следува бесплатна вакцинација. Инаку за другата здрава популација, доколку кои што исто така може да се заинтересирани за вакцинација, центрите за јавно здравје имаат обезбедено комерцијална вакцина за грип, така да може таму да се јават и да ја примат вакцината за грип. Споминавте дека оваа вакцина е намината и за трудници, меѓу другото. Безбедна е сосема за трудници? Да. Значи, важно во кој семестар од бременоста се прима? Не е важно, значи голем број студии, она што реков 60 на години се користи оваа вакцина. Значи студиите покажале дека е безбедна да ја примат бремените жени, независно во кој период од бременоста. Дури и на самиот почеток, кога можеби жената не знае дека е бремена, ако ја прими, нема никакви последици по плодот. Важно е да се вакцинираат, затоа што од една страна себе се штитат од разболување, она што рековме, они се почувствителни кон вирусот, може да се разболат, да биде потешка клиничка слика, компликации. Меѓутоа, уште поважно е што го штитат и плодот, затоа што антителата што ги создаваат, поминуваат преку плацентата кај фетусот и односно бебето кога ќе се породи, и тоа, да речам, во првите 6 месеци не може да прими вакцина, меѓутоа е заштитено со антителата од мајката. Така да штитиме два живота. Штитиме мајката и го штитиме детето. А што покажуваат истражувањата во однос на ефикасноста на вакцината? Дали е подобара заштита ќе добијат оние кои што прв пат се вакцинираат со оваа вакцина или оние кои што редовно ја примаат? Има ли некои такви анализи? Нема такви анализи. Она што рековме, бидејќи секоја година е различни се мутации, различни се соеви, така да имунитетот од вакцината постепено опаѓа и затоа е секоја година потребно да се и тие што првпат се вакцинираат ќе бидат заштитени и тие што редовно, како слушателката што вика 15 години, значи и тие што редовно се вакцинираат имаат подеднаква заштита во поглед на разболување од грип. Советувате редовно да се прима? Па да, овие ризични групи важно е да секоја година се вакцинираат и мислам дека и ваквиот интерес за вакцинација на некој начин укажува дека граѓаните кои што веќе еднаш се вакцинирале се задоволни, го виделе бенефитот од примањето на вакцината и продолжуваат да се вакцинираат и понатаму. Многу активности оваа година се превземаа
благодарение на ангажманот на Министерство за здравство, на агенцијата ПИВИ и на Институтот за јавно здравје, за да се подигне свесноста токму кај овие ризични групи на пациенти и да го зголемиме офатот кај тие ризични групи. Иначе, она што би сакала да кажам, дека и старите лица кои што се сместени во старските домови, веќе неколку години се организира теренска имунизација. Значи, здравствените домови идат во старските домови и таму ја спроведуваат вакцинацијата на лицата кои што се сместени во старските домови. Исто така, доколку има потреба и стари лица кои што се тешко подвижни, кои што не може да речеме и да дојдат до здравствениот дом да ја примат вакцината, излага во пресред здравствениот дом и со теренска вакцинација. Со теренска вакцинација во нивниот дом. Доволно е да се пријават во здравствениот дом и ќе се организира и теренска имунизација во нивниот дом. Имаме уште неколку прашања од гледачи. Ќе им дадеме можност да се вклучат во денешната емисија со прашање. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Ало? Во програма сте, повелете. Ве молам, поздрав до студиото и водителката и докторката. Ви благодарам. Се јавувам од Струга. Така. Пријавена сум за вакцина повеќе од 1 месец. И до сега немам добиено термин. После 3 недели, 3,5 недели, отидов во амбулантата кај што се прима вакцина и им кажат дека немам термин и ги замолив дали можам да примам вакцина без термин. Јас сум од срце оперисана, имам хоп, притисок, шеќер, па сите болести. Така, значи во ризична група спаѓате. Ја примивте вакцината? И докторот не ми дозволи по ниеден ослов да ја примам. Аха. Повторно се јавивме за термин и повторно претпоставувам не сте добиле термин штом се јавивте во денешната емисија, така немате термин и понатамо, ако не се лаж. 3 пати се јавена и 3 пати немам термин. Така, што во ваков случај? Ви благодарам за поставеното прашање, професорке, што во ваков случај? Мој совет е консултирајте се со вашиот матичен доктор. Сепак он нека може и телефонски да се слушне со докторите кои работат во центрите за јавно здравје, каде што се спроведува вакцината. Чисто да ја објасни вашата состојба, може и он да проба да ве пријави, така да во секој случај мислам дека тоа е најпаметно да го направите. Да се обратите кај матичниот лекар и на тој начин да се... Обратете се кај матичниот лекар, нека он стапи во комуникација со докторите кои што работат во центрите за јавно здравје, кај што се спроведува вакцинацијата во Струга. Уште едно прашање ќе слушнеме од гледач. Добар ден. Дали успешно ќе се вклучи? Еве уште една шанса за него. Добар ден. Не, се исклучил. Добро. Професор, оние кои што се вакцинираат со вакцина против грип, пожелно ли е да се вакцинираат и со пневмококната вакцина, доколку развиваат чести бронхопневмонија или пак болеста се спушта на белите дробови, па се комплицира со бактериска инфекција? Во принцип да, значи повторно има посебни ризични групи за пневмококна вакцина, каде што се препорачува да се вакцинираат, особено пациенти со ХОП и со кардиоваскуларни заболувања, со срцеви заболувања. Над 65 години препораките се да примаат барем, тоа се прима повторно, еднократно една доза. Тие вакцини ги има во центрите за јавно здравје. Кога веќе збориме за таа ризична група, истите ризични групи и за грип, и за, да речеме, и за пневмококна, се и за кандидати за вакцина за COVID-19. Да не забораваме, COVID-19 го имаме. Така да треба да се заштитат и од COVID-19 и препораките се токму овие хронично болни пациенти, стари лица над 65 години,
и здравствени работници дека треба да се вакцинираат. Времето во моментов е топло. Дали може да очекуваме дека сезоната на грип можеби ќе започне малку подоцна, па и дека ќе биде поблага, како што е благо и времево, ако остане вака? Независно од времето, епидемијата на грип ќе ни дојде. Значи, може да биде покасно, може да биде, меѓутоа, обично околу Нова година, нели? Тоа се празници, се собираат луѓето и тоа погодува на лесно ширење на вирусот на грип. Така да не можеме да предвидиме кој сој ќе доминира. Значи не може ниту да се предвиди, не може врз основа на минатогодишните искуства да се наслути како би изгледала новата сезона на грип. Да речам, земјите кои што го следат кои соеви, значи викаат дека оваа година предоминира H3N2 над H1N1. Добро, што тоа значи? Тоа е од земја до земја. Па може да биде потешка клиничка слика. Ние гледаме секоја година различна експресија, клиничка експресија на вирусот. Имаме години кога имаме многу заболени, меѓутоа релативно со лесна клиничка слика. Меѓутоа имаме години кога нема толку многу заболени, меѓутоа клиничката слика е многу потешка и дава компликации. Така да во секој случај Институтот за јавно здравје прави следи кои соеви се појавуваат, кои доминираат, кои ќе доминираат кога ќе почне сезоната на грип и врз основа на тие информации здравствените работници знаат да предвидат што не очекува. Така. Професор, ке ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта, за сите информации кои што ни ги дадовте поврзани со вакцинацијата против грип. Благодарам на поканата и очигледно дека е тема која што поводи голем интерес и драго ми е што успеавме да одговориме на поголемиот дел од прашањата. Ви благодарам и вас уштина за гостувањето, а и на гледачите што и денеска не следеа со внимание. Почитувани, гледајте не секој работен ден на Телма во редовниот термин на емисијата 12 часот и 50 минути, кога заедно учиме за здравието. Ви посакувам пријатен ден.